секогаш кога ќе ве поканам на некоја активност што библиотеката ја организира, вие сте во центарот на вниманието. Вие сте мои добри слушатели, а јас ваш презентер. И секогаш се обидувам да ве поздравам со нешто ново, својствено на мој начин, обидувајќи се да ве споменам сите, а при тоа да излезам од онаа стереотипно поздравување, употребувајќи ги познатите зборови или фрази, почитувани, драги и така натаму. Сите вие сте подеднакво важни. И вие, градоначалник на општина Бекчево, и вие советници во Советот на општината, и вие членови на управниот одбор на библиотеката, и сите останати гости и сограѓани, сите вие сте на едно ниво. И затоа ве поздравувам со една топла и блага насмевка и со едно големо добровечер и добри ни дојдовте. Има две причини зашто сме вечер овде. Денеска, едната од причините, денеска е 23 април, Светскиот ден на книгата и авторското право. По тој повод, библиотеката секоја година организира по некоја активност. Оваа година активноста се состои во одражување на трибина на тема креирање на позитивната енергија за 7 дена од познатиот автор Ниче Димовски, која е сушност и втората причина зошто сме собрани овде. Долго време размислував како да го најавам вечерашниот гостин, кој е многу поинаков од другите автори, кој е многу поразличен од другите писатели, чии дела, додека ги читаме, предизвикуваат некакво обранување во нашите души. Или може би предизвикуваат нешто што нема име, а сепак чувствуваме некој пулсирачки ритам врз нашите срца. Зошто овој човек овде е поразличен од другите? Зошто неговите книги се поразлични од останатите? Многу зошто постои во неговите дела, но и многу конфузност постои во нашите глави додека ги читаме. Но само едно е затоа што. А тоа затоа ќе го слушнеме токму денеска овде во оваа сала. Морам да ви раскажам една приказна, всушност не е приказна, ќе дадам едно моје видување како јас го доживеав овој автор пред да го запознам и отпосле од како ги прочитав неговите дела. На 18 март е мојот роден. Минатата година професорката Иванка Пешначка ми подари за роден ден една книга со наслов Најголемата вистинска тајна на светот од Ниче Димовски. Ми ја подари и ми рече: прочитај ја оваа книга и ќе се изненадиш од незината содржина. И се заблагодарив, но самата во себе си реков: толку многу убави книги постојат, од каде ја најде ова од еден за мене непознат автор Ниче Димовски. По еден месец почнав да ја пролистувам, сакав да ја прочитам, но некако не ми го привлече вниманието. Не беше мој стил на читање. Ја оставив дома и ја заборавив. По еден месец, на денешен ден, на 23 април, минатата година, во библиотеката ја пронајдов Најголемата вистинска тајна на светот во 5-6 примерок. А бидејќи на 23 април се подаруваат книги, си реков: еве убава можност јас овие книги да ги подарам на гостите што ќе дојдат во библиотеката. И така историја. Една му дадов на градоначалникот, другите ги поделив на дел од вработените во библиотека, во општината, кои се и членови на управниот одбор во библиотеката, а на останатите гости им дадов други книги. По некое време истиот ден ми се јави мојата пријателка Сладјана Крушарска и ми побара и незе ги подарам една книга. Јас културно ја одбив, бидејќи немав ниту еден примерок во библиотеката. Тогаш таа вака ми рече: како си можела да не оставиш ниту една книга барем за библиотеката? Па ти знаеш ли кој е Ниче Димовски? Не знам, ми реков, но сигурно е како секој обичен и нормален писател. И не е така. Јас, како негов голем љубеник и обожавател во неговите книги, ќе ти раскажам дел од содржината на неговите книги, за да сматиш
дека Ниче Димовски не е обичен писател, а е доста нормален. И таа почна да ми раскажува. Просто ме внесе во светот во кој тој пишуваше. Не можев да ги тргнам очите од нејзините усни. Додека таа раскажуваше со љубов за него, јас почувствував вина. Си реков, зошто направив така? Како сега јас да дојдам до тие книги? И верувате, знаете ли што се случи по неколку месеци? По неколку месеци, еден ден на работа ми се јавува едно од вработените на Ниче Димовски и ми вели, Ниче Димовски сака да донира по 2 примерока од неговите книги во библиотеката во Певчево. Просто почувствував како моите мисли да допреам до неговите, како мојата желба да ја слушна тој. И се израдував. Кога стигна книгите во библиотеката, ги почнав да ги нудам на моите читатели, за да видам како тие ќе го прифатат тоа. Но во исто време почнав и јас да го читам и да го проучувам. Истражував за него, за неговиот живот, за биографијата, за она што го пишува. И дојдов до еден заклучок дека моето мислење во почетокот за него и за неговите дела беше сосема неосновано. Просто со најголемата вистинска тајна на светот се дружев секојдневно. Со вистината за вечноста стана моје секојдневие. Со книгата Бог е жив, честопати ја читав, ја препрочитував. Се обидував да се пронајдам во дел од неговите фрагменти. Се обидував да видам како ќе влие тоа врз мојата свест или подсвест. Дали успеам, се прашував. Не знам. Одговорот можеби ќе го дознам подоцна. Но сватив дека неговите книги не се романи кои се читаат еднаш и се забораваат. Тоа се книги кои треба да ги читаме како некое четиво, да го читаме, да го препрочитуваме и да стане дел од нашето секојдневие. Моите читатели беа задоволни, бев јас. Еден ден почнаа да доаѓаат во библиотеката и да ми бараат церква со него. Јас не сакав да му се јавам. Не знам, не сакав да се јавам. Мислев дека, ете, ако се јавам, тој нема да сака да дојде во Пекчево, а ако дојде, сигурно ќе побара многу пари, а библиотеката нема да биде во можност да му даде и ништо. Ќе бидат разочарани читателите, ќе бидам и јас. Но луѓе, верувајте, со самиот прв телефонски разговор што го обавивме, тој не само што се сложи да дојде во Пекчево, туку рече, ќе дојдам со задоволство кај вас. И тоа, вие кога ќе посакате, на вас кога ќе ви одговара. И нема да дојдам за пари, ќе дојдам без пари, но сакам луѓе, за да можам да им го пренесам моето искуство, за да можам да им го кажам тоа што сакам да им го кажам. И еве, вечерва, на ваше барање, а на моje големо задоволство, со нас е познатиот автор Ниче Димовски. Ве молам еден автор. Пред да го повикам авторот да ја отпочне трибината, дозволете ми да прочитам дел од неговата автобиографија, да прочитам, да видите што пишува тој, како пишува, за да имате во предвид со кого се дружиме вечерва. Вечерва ќе се представи авторот Ниче Димовски, Македон, еден од ретките македонски автори кој пишува популарна аналитичка психологија, автентична и уникатна по својата содржина и крајната цел. Секој еден, велат, се раѓа со своја звезда, но никој не можеше да знае, дури ни таа млада душа, дека првото вдахновение беше почеток за една невообичаена животна приказна, која Бог ја пишуваше преку авторот Ниче. Преку неговиот авантуристички и немирен дух, тој од најрана возраст ги добива сознанијата преку многобројните животни препреки и предизвици, најчесто искусени преку болката и болеста, и ги осознава вистинските вредности на животот. Ниче денеска е дипломиран економист по професија, успешен бизнисмен и семеен човек.
Малкумина знаат дека неговиот денешен статус и профил на сестрана личност всушност е резултат на огромно животно искуство кое тој го стекнува благодарение на работењето на многу професии. Безграничната енергија на љубовта и моќта на мислата прават уште од рана возраст да истражува и бара одговор на многу неодговорени прашања. Имено по клиничката смрт во 1997 година на неговите 33 години тој доживува длабока духовна трансформација која дава нов правец во неговиот живот. По ова искуство, своето 14 годишно безпрекорно истражување во науките го објавува во својата прва книга Најголемата вистинска тајна на светот, со што го прекинува таинствениот молк. Потоа, чекор по чекор, откривајќи ги тајните во 2012 година, го објавува своето второ дело Вистината за вечноста, во која што за прв пат соопштува нешта дотогаш необјавени во светската литература, и тоа дека душата постои, влегувањето во паралелниот свет, каде го гледа собствениот погреб. Креира нова техника, нанониче метод, со кој за 7 дена ви го менува на подобро вашиот живот. Од тука неговите дела носат уникатност и неповторливост, покрајна замисла на авторот, хуманист и филантроп Ниче. Најголемата вистинска тајна на светот, објавена во 2009 година, е азбуката на една нова македонска Библија и е преведена и издадена во САД, Пенсилванија. Вистината за вечноста, објавена во 2012 година, е портата кон вашите души, а нанониче методот на Законот за вистината 2012 година е алатка како да се доближите до Креаторот, а со Бог е жив. Ниче отвара еден портал кон небото за секоја чиста душа и Божја реакција. Авторот врз себе превзема огромна одговорност за кажаното и гази по жилет, покажувајќи го патот по кој одат душите, за да ги уживаат убавините дадени на земјата. Тој, преку својата кодирана реч, мисла, преточена во дела, укажува на тоа дека сите оние кои се подготвени ќе се доближат до мислите на Бога и ќе ја живеат вистината. Потребно е само да се разбудите и да го напуштите стравот, со што ќе го пронајдете само да се во мирот, со што ќе го пронајдете мирот во себе и преку љубовта ќе вибрирате во фреквенцијата на Создателот. Тој вели дека искршените крилја можат повторно да летаат и да се вивнат во димензијата на бесконечноста, на вечната вистина, спокојот, милоста и бескрајната љубов. Тој е бескрајно благодарен на Креаторот што му даде живот да сведочи за неговата големина, како и можноста да ве подучи како да се доближите до него. Вашето присуство денеска говори дека вашето срце е тука, со книгата, во потрага по исполнет живот, кој што туку ви започна, или може би рајот, кој веќе го имате во себе, сакате да го подарите некому. Ако е така, вие сте вечерва на вистинското место. Вечерва, бидете дел од 4% сретници кои ќе ја применат техниката, која на најбрз и на едноставен начин ќе направи промена во индивидуалната свест, а потоа и во нашето обкружување. Вечерва, бидете дел од мисијата на авторот Ниче Димовски, наречен Проект за просперитет на Македонија 2022 година. Следете го внимателно, а потоа ќе имате можност за прашања и лична посвета од авторот по неговото излагање. Го повикувам човекот кој вложи многу труд и трпение
за да го нарами повеќе годишното искуство во само 7 божествени денови. Благодарам. Никош не ми треба да читам, бидејќи сум напишал толку книги. Браво. Се низгава, па не можам да го ставам. Добро вечер на сите, почитувани градоначалник, почитувани советници, браќи и сестри македонци. Ве нарекувам така, бидејќи мојата мајка е од Думлена и ако почнеме да ги разврзуваме корените, ќе испадне дека сите сме роднини во оваа сала. Верувајте, секогаш е така, бидејќи и ние као македонци, секој со некога е поврзан. Дојдов кај вас, бидејќи одредив еден од градовите во кои правам истражување да биде вашиот град, поточно овој район, дали ќе биде Пекчево или Берово, случајот е Пекчево. Значи, постојат неколку градови во кои одам со задоволство на предавање, најмногу предавање имам во Кавадарци, од Централниот дел на Македонија. Не случајно сум тука, повторно морам да кажам, бидејќи корените ми се од овде. Знаете дека овој дел е центарот на голема Македонија, од тука е мајка ми, а татко ми е од центарот на Република Македонија, спои на две интересни енергии. Она за што ќе говорам вечерва, ќе го однесете дома како најубав подарок. Бидејќи Вселената не испраќа подароци, ако не ги земеме, таа си ги враќа назад. Ќе ви дадам нешто многу убаво, кое немало кој да не научи. Јас морав да поминам над 50 земји, да работам многу професии, 3 пати да се изведам во најтешка ситуација од смрт, за да бидам вечерва тука со вас и да ви го кажам ова што ќе го чуете вечерва. Значи се работи за една нова научна теорија со која можеме да добиеме се што ќе посакаме, ограничување не постојат. Значи парадигмата е основа за градење, значи парадигмата е хипотеза за основа на градење на секое ново знаење. Моите дела се заснуваат на научна теорија на која илјадници, научници, професори, доктори посветиле целиот живот. Се што ќе ви говорам вечерва е научно покриено. Тоа можат да го знаат сите оние кои што доктори, професори од одредени науки и може да го најдете секогаш на интернет. Ќе започнеме од моќта која има секој од вас. Најкомплексната структура во универзумот е човечкиот мозок. Замислете 100 милиарди клетки во секој мозок од вас, кои се поврзани со синапси, со врски, со 25 до 30 милиарди синапси, во кои има милиарди протеински молекули. И само во една од тие 100 милиарди клетки може да се обере 5 најголеми светски енциклопедии, значи 5 британики може да се обере во една ваша клетка од мозокот, а вие имате 100 милиарди клетки. Што ви говори тоа? Вика, вашиот капацитет е неограничен. Секој од вас на своите рамени го носи најмоќниот биокомпјутер во универзумот. Значи, затоа сум вечерва тука, за да сватите колкава е вашата моќ. Можете да правите се што ќе посакате на сите полини. Дури од најтешка болест кога сте, можете повторно да се вратите во физичкото тело и да го продолжите животот. Всушност тоа сега го тоа кажува и многу научници го потврдуваат да го изфрлат како нова научна теорија. Значи, нашата моќ е многу голема. 5 до 7 луѓе секоја секунда на земјината топка умираат. И во овој миг додека сте вие тука. Многу луѓе се раѓаат, заспани живеат, заспани и умираат заспани. И како што ви реков, значи не случајно сте вие вечерва тука. Бидејќи 90% од луѓето чекаат автобус на место каде што не поминуваат автобуси. Грешно го живеат животот.
Не по туѓа вина, по своја вина, затоа што не биле свесни колкава е нивната моќ, поточно нашата моќ на секој од нас. Ние имаме огромна моќ, единствено право од целиот животински свет кој ни е дадено на нас, да ги промениме мислите од моментот кога ќе сватиме дека целата моќ е во нашата внатрешност, во нашиот мисловен процес. Тоа е едно големо будење. Од моментот кога ќе разбереме нашата моќ, тогаш поминуваме на едно ново духовно ниво. Тогаш на друг начин гледаме на материјалното, а во секој случај материјалното веќе не трчаме по него, туку тоа трча по нас. И многу други работи, и љубовта, и среќата, и сите они работи кои претходно сте мислеле дека се недостижни. Значи, како што ви кажа, најкомплексната структура во универзумот е вашиот мозок. Ние размислуваме во слики. Секој од вас, сега додека ме слуша, за секој збор, дури една буква да изговораме, само буквата И мора да ја види како слика во неговиот мозок, за да може да ме разбере што говорам. Ако ви кажам сега каде е Африка, бидејќи сите сте доволно паметни, ви излегува пред карта пред во вашиот ум и вие гледате каде е Африка. Ако ви кажам континентот Америка, исто така. Нека да ве запрашам, за да ви докажам нешто, да видите колку е моќен мозокот, да ви запрашам дали некој знае каде е Лемурија. Еве, јас знам каде е Лемурија. Дали некој знае во салава каде е изгубениот континент Лемурија? Дали читал некоја литературата? Координатор ќе знаеш? Знам дека тројца знаат. Зошто не го гледате во вашиот ум Лемурија, а тоа е континент изгубен? Бидејќи не знаете каде е, бидејќи ја немате сликата. Во овој момент кога ќе ви кажам каде е, до крајот на животот ќе имате информацијата и веќе не можете да се вратите назад. Значи, човечкиот мозок проширен со нова информација никогаш не може да се врати назад. Внимавајте што ви кажам. Токму и затоа вечерва сте овде и чест ми беше да ви се обратам како на браќа и сестри, бидејќи она што ќе ви го кажам, ќе го однесете дома и вие повеќе не можете да се вратите назад. Токму и таква една специјална скриена хипноза е во првата книга, каде што ве стимулира вашите клетки да лачат материја со која ќе се чувствувате многу позитивно. Значи да поминеме на главното. Каде е континентот Лемурија? Тој се наоѓа во Индискиот океан, кај Малдивите. Сега сите знаете каде. И веќе не можете да се вратите назад. А да ви докажам поголемата моќ на мозокот, ќе ве замолам сега да не мислите на, да речеме, розов слон. Не можете. Значи, така е смислен мисловниот процес, да воопшто вие, она што го слушате, не можете да имате контрола, бидејќи размислуваме во слики. И ако сега ви кажам дека јадете лимон, и ако ви повторам 3 пати дека јадете лимон, вашите желези ги почнат да ви лачат. Зошто е сето ова така? Бидејќи нашиот мозок живее секогаш во сегашно време. За нашиот мозок не постои минато и иднина. Значи нема, тој е праволиниски. Само во сегашниот миг живее мозокот. А што правиме ние? Ние живееме или во минатото, или во иднината. И затоа ја губиме сегашноста. Кога ќе откриеме моќта на будење, на свеста дека ние, всушност, се надеваме дека ќе живееме, а не живееме, тогаш ќе откриваме моќта во нас. Значи, ние мораме да бидеме присутни во секој миг. И затоа ви реков, внимателно слушајте. Ќе се дружиме 1 час, час и пол, 2 часа. Значи, она што ќе го меморирате, само преслушајте. До крајот на животот тоа ќе ви остане како информација, бидејќи имаме свест и подсвест во нас. Она што е свест е 5%. Вие ја користите сега во моментот таа подсвест. 95% од мозокот е подсвест која вие во моментот не ја користите. Но таа ги меморира сите информации, се ова што говорам и се што се случува во салата. Внимавајте, значи, што не приметивте до сега.
Значи не приметивте звуците, светлината, каде се допирате, топлината, дали ве стегаат чевли, облека, дали имате физиолошка потреба, каде се допирате. Значи од 5 сетила, сите информации сега одат и се меморираат во некоја клетка. Клетка која што ви кажа, значи има мој да се горе 5 енциклопедии британики, а 100 милиарди ги имате. Значи сите информации ги имате во вас од раѓањето до вашата смрт. Ако некој ве врати под хипноза во овој момент, после 30 години, поминале 30 години да ве врати, вие точно ќе знаете што јас сум говорил, кои сите информации вашите сетила што ги имале и многу е интересно што емоциите кои вие во моментот ги имате, бидејќи јас сега додека говорам, вие водите диалог во вашите умови. Значи, тоа е еден затворен процес како змија си ја јаде опашката, еден затворен круг, кој не можеме да го сопреме. Се додека јас говорам, значи, вие размислувате. Некој позитивно, некој негативно, не е битно, некој размислува за дома, некој размислува за иднината или за минатото, но вие водите диалог. Тој диалог не може да го сопрете. Зошто е ова битно што ви го кажам? Многу е битно затоа што е важно што размислуваме. Во зависност од тоа што ние размислуваме, тоа сме ние, тоа е нашата внатрешност. И ние така ги гледаме луѓето и надворешниот свет. Зошто е тоа така? Во нашето тело постојат леукоцити, бели крвни зрнца, наравно кажано, кои кога ќе добиеме инфекција, телото реагира, дава команда во мозокот, тие се множат со многу голема брзина и го напаѓаат непријателот за да го уништат, за да не излечат, да не добиеме инфекција или било што. Исто така во нашето тело постојат пептиди. Тоа се, јас ги нарекувам интелигентни молекули кои ги слушаат нашите мисли. И нив не ги интересира што вие размислувате. Додека водите диалог сега во моментот, секој диалог тие го прифаќаат потполно исто, дали е позитивно или негативно. Тие, значи кај нив е основно правило. Мојот врховен командант го мисли тоа што го сака, јас треба да го извршам. Значи пептидите, за разлика од белите крвни зрнца, не знаат да го нападнат непријателот лошите мисли. Ако мислите лошо, тие се множат. Ако мислите добро, исто така се множат. Значи, тие реагираат на нашите мисли. И затоа секој од нас всушност е она што се неговите претходни мисли. Значи, ние имаме моќ да влијаеме на нашиот мисловен процес, а со тоа и на тие пептиди. Друг начин не постои. Пептидите ги користат истите рецептори што ги користи дрогата во нашето тело. Значи, тие едноставно взимаат информации и се множат со многу голема брзина. Да речеме некој зависник од цигари, или од дрога, или од алкохол, не е битно. Значи, пептидите кај него се носат со многу голема брзина во зависност од тоа како тој е фокусиран на тоа што го размислува. Колку повеќе си фокусиран на она што го размислуваш, толку повеќе пептиди се множат. Дали е тоа за љубов, за среќа, за алкохол, за дрога, не е битно. И постојано се случува истото. И некогаш се прашуваме зошто ни се случува истото во смисла на, ако сте имали една работа, повторно со работно место, повторно одите на друго место, пак имате проблеми со колеги, или не е битно, или во спорт, или во хоби. Значи, постојано ни се случува истото, бидејќи ние не сме се ослободили од пептидите, затоа што не сме го смениле нашиот мисловен процес. Во мигот, кога ќе смениме нашиот мисловен процес, се случува нешто многу едноставно. Тогаш ние ставаме нова програма во нашиот мозок. А како се случува тоа? Значи, кој што ви кажам, ние имаме свест, која е 5% која во моментот вие ја користите. Тоа е бета таласно ниво. А имаме и процес која е 95% која е алфа таласно ниво. Кога заспивате, сте приметили, или кога се будите наутро, ако размислувате на нешто и другиот ден може да ви се случи или да го сонувате. Зошто е тоа така? Затоа што оние 95% и оние 5%
на заспивање кога поминувате од бета-таласно во алфа-таласно ниво, се нивелираат со 50-50. Значи, може да се има контрола во тој момент. Тогаш, ако вие ставите некоја информација како афирмација во вашиот ум, исто како кога пишувате на компјутер, во моментот на заспивање кога повторувате таа афирмација неколку пати, исто како да се стиснале зачуве, ентер, и таа информација од свеста, како желба влегува во подсвеста. Подсвеста во тој момент, значи ги бара сите можни информации во соседните клетки и во истородните клетки, за да ви го докаже вашето верување. Тој е совршен систем кој функционира безпрекорно, систем кој е застрашувачки прецизен, но и ирационален, кој ние можеме да научиме да го користиме рационално. Значи, тие 95% на некој начин се супер интелигентен идиот. Тој никогаш не размислува зошто, размислува како. Значи, оние 5% врховен командант треба да му кажат зошто тој тоа да го прави. Ако вие кажете, сакам да бидам среќен или зошто сум среќен, едноставно прашање, подсвеста ќе ви најде милион причини зошто сте вие среќни. Ако пак ја прашате зошто сум јас несреќен, повторно подсвеста ќе ви најде милион причини да ви докаже зошто сте несреќни. Тоа е поради пептидите, кои се супер интелигентни, но на некој начин се надпросечно глупи, бидејќи не може да го препознаат непријателот од пријателот. А истото се случува и со подсвеста, кој е супер интелигентен идиот. Значи, 95% од нашиот мозок е супер интелигентен идиот, кој само треба да му дадете наредба. Ако научите со 5% и како да му давате наредба, ограничување на ниедно поле ќе немате. А премногу едноставно, значи на заспивање и на будење, кога се нивелирани, да му ставите информација, само да му побарате. Значи, свеста интересира зошто. Значи, зошто да бидам богат, зошто да бидам среќен, зошто да бидам бла-бла-бла, милион работи. А подсвеста интересира како. И ништо друго. Таа никогаш, значи подсвеста никогаш не нас навлегува во полемики со свеста. Не интересира вие зашто тоа го бара. И токму затоа се овие разлики меѓу луѓето. Немојте да мислите некој случајно е премиер или председател или министер или градоначалник. Тој тоа го побарал. Значи, најчесто тоа го правиме несвесно, но многу луѓе тоа научиле да го прават свесно, всушност тоа е таа техника. Често пати велам. Значи, обединителот на арапскиот свет Лоренс од Арабија рекол: сите луѓе сонуваат, но не исто. Оние кои сонуваат, но ќе се будат во правливите длабочини на своите умови наутро, за да откријат дека сето тоа било привид. Но оние кои сонуваат дење се опасни луѓе, бидејќи сонуваат како да ги остварат своите соништа. Секој од вас, кога имал сон, кога имал крајна цел, кога знаел каде оди, само еден чекор да направи, тој ќе стигне до целта. Значи, мораме да знаеме што сакаме во животот. Кога знаеш што сакаш во животот, ти секогаш го добиваш тоа. Зошто е тоа така? Јас тоа го нареков, значи, наноничен метод во првата книга Нанодианетика, но кога излезе во Америка, ми рекоа, значи, зошто да не го наречете наноничен метод? Викам, затоа што никогаш не сум сакал моје име, дали за фирма или за метод или за нова парадигма да ставам. Или да, господине Ниче, но замислете, не случајно се погодил, значи случајности не постојат, вашето име е Ниче, оригинал. Значи, Ни е бесконечност, а Че е енергија. А формулата моја, за мојата парадигма, гласи поврзување на истородни мисли кои се причина за создавање на точно одредена последица. Значи, кога се фокусираш на нешто, сакам да имам, да најдам нова работа. Значи, ти мораш да знаеш што сакаш. Кога ќе видиш таа работа, што ја сакаш, и што знаеш што сакаш. Значи, кога ќе вметнеш од свесниот дел во подсвесниот, тој ќе пронајде милиарда комбинации и ќе привлече луѓе, настани, случувања, за да ви докаже дека тоа навистина постои. Ќе ви се јави некој пријател, ќе рече, знаеш што, ти работиш тоа и тоа, имаш завршено, има слободно работно место. Значи, ќе се шокирате, ќе се изненадите. Ова е применето на многу луѓе, така да се случи една девојка сакаше да биде пилот
И кажа, значи, која техника да примени, она вика, јас не верувам. Значи, една девојка во Македонија треба да биде пилот и сега јас да бидам пилот. Викам, пробај, нема што да избориш. Значи, девојка станува пилот. И се понекогаш иде на предавање, вика, не можев да верувам. Викам, да, ама јас ти го кажав тоа за тоа што твојата желба беше огнена желба. Значи, правиме разлика. Желба и огнена желба. Значи, не заборавајте дека Буда кажал, сите зла се произлезени од желбата. Но мора да знаете, кога имате желба со благодарност, а не со молење, значи, на некој начин Господ не сака да го молиме, Господ сака да му се заблагодариме за она што го имаме. Треба да бидеме среќни со она што во моментот го имаме. И тогаш почнуваат да се случуваат нови настани, привлекување на она што го има Вселената, а Вселената има безграничен капацитет на ресурси и богатства. Едноставно кажано, 96% од капиталот на земјината топка е во 1% од луѓето. Значи, секој од вас, ако се распредели тоа, ќе биде 96 пати побогато од она што во моментот сте. Тие 1% од луѓето користат некоја техника, всушност го користат овој метод. И не случајно што се тие фамилии, Рошилдови, Варбук, Мајер, значи, тие знаат како да го привлечат тоа. Тие се разбудени, свесни, дека живењето во сегашниот миг, живењето на мозокот, постојано во сегашниот миг, значи, кај што нема минато и иднина, значи, може да се искористи на многу едноставен начин. Мисли го тоа што го сакаш, не го мисли она што не го сакаш. Кога влегувате дома, го зимате далечинското и од 100 програми, менувате програм и кој програм го гледате, тој што го сакате. Но во животот не го правиме тоа така. Значи, го гледаме филмот кој не го сакаме. Значи, гледате го филмот кој сакате да ви се случува и со тоа ќе започнете да привлекувате на едноставен начин со вметување на информација во подсвеста и со заблагодарување. Зошто тоа не го правиме? Бидејќи Создателот, Креаторот, Планерот, кој создал се, па и нас, значи, направил еден совршен систем, вметнал его и суета во секоја глава. Тоа е од моментот на осознавање, значи децата го немаат, но кога ќе почне последна година да осознава, значи почнува да го гради своето его и својата суета. И што се случува? Ние постојано си ја сечеме гранката на која седиме, размислувајќи за со негативни мисли за негативни случувања. Значи, дневно имаме 100.000 мисли, од кои 80% се негативни мисли, само 20% позитивни. Независно на кој дел од планетава живееме. Значи, тоа е кај секој просечен човек. Во моментот кога ќе научите колкава е моќта на влијанието на мислите врз вашето тело, тогаш веќе станувате нешто друго. А моќта е огромна. Значи, моќта на позитивните и негативните мисли е нешто непоимливо во моментов. Јас ќе го објаснам на едноставен начин. Значи, кога размислувате позитивно, секоја ваша клетка го чувствува тоа и се лачат соединенија кои произведуваат енергија во клетката. Се лаче во хипофизата допамин, кај што кога сте заљубени, како да одите по земја, а лептите. Значи, не ви треба храна, не ви треба спиење. Значи, среќни сте, ќе ви се јави саканиот или саканата, едноставно лептите. Значи, тоа е тој допамин, тоа е природна дрога. Значи, во хипоталамусот се лачи допаминот, кој влијае на нашиот организам. Спротивно на тоа, значи, збориме за позитивни мисли. Кога размислувате негативно, секоја клетка, значи, кога имате љубомора, злоба, завидливост, најчесто само сожалување, тоа е најопасното. Тогаш се паѓа во депресија. Тогаш секоја клетка го чувствува тоа и почнува да лачи отрови. Значи, соединенија од отрови. Тие отрови се аналогни на отровите кои ги лачи змијата. Но змијата има кесичка, каде што ги складира, има два шупливи заве, и кога ќе касне таа го изфрла отровот,
го вблизгува на непријателот, но ние немаме кесичка. Што значи тоа? Дека тие отрови кои ние ги лачиме се распоредуваат во целото тело. Сте приметили кога имате гнев или некој голем стрес, нервоза, бес, сте се скарале, некој ве безличил, ве навредил, во устата чувствувате горчина. Тоа се сулфацијанити, значи отрови. И чувствувате или да испакнете устата, да ги плукнете тие отрови, или сакате да се напиете вода. Секој од вас го почувствува тоа. Значи тоа се случува при голем стрес, нервоза, проблем, како што ви кажам. Тоа е страшно нешто. Значи науката сега толкова енергија вложува околу истражување на мислата, бидејќи сега мислата може да се мери. Што се случува со мислата, бидејќи енцефалографот ја мери фреквенцијата на мислата. И токму затоа Габриела кажа, значи јас посакав како тој да ме слушна, јас тоа го пишувам во книгите. Ние во иднина ќе комуницираме како на мобилен телефон. Значи се познавам со некој од вас, еве тука имам еден пријател, 23 години не сме се виделе, ево да го поздравам. Значи кога го видов, бидејќи мозокот мисли во слики, јас ја меморирам неговата антропологија, знам дека го знам, ја ми вели бевкајте ме во клубот, вежбавме колку пред 23 години. Значи ми беше драго нормално. Значи информациите се тука, само треба едно подсетување. Значи мораме да сватиме колко е моќно влијанието на отровите кои ги лачат нашите клетки кога ние сме оптеретени со нешто кое не сакаме да го размислуваме. Што е најчесто тоа? Најчесто е тоа, како што ви кажав, кога некој ве навредил, ве повредил, ве обезличил, ве удрил, ви направил некое зло. Сте се скарали, сте се степали и вие постојано размислувате за него. И се што се случува во вашиот мисловен процес, кај што ви кажа, значи една бесконечна лента, кај што не можете да прекинете, и вие на секој една минута или 5-10 минути, на 60 минути ќе ви тегне на тој човек и вие го преживувате потполно истото, бидејќи мозокот живее во сегашно време. Вие ги гледате сликите и клетки кои учествуваат истата таа омраза и бес. Секоја ваша клетка, во телото има 100 милиарди клетки. Значи го чувствува тој бес. И сега вие мразите неколку година, 2, 3, 10, може би целиот живот. Што правите? Исто е како да носите леш на вашиот грб. Значи простувањето во моите дела е најбитното нешто, всушност и сите религии го кажуваат тоа. Значи кога ќе простите, ја правите најсебичната работа во Вселената. Значи не сгрешите, внимавајте, ќе ви повторам. Значи најсебичната работа во Вселената е да простите некому. Значи тоа го правите себе си, го менувате мисловниот процес, влијаете на пептидите, влијаете на подсвеста и на сите 100 милиарди клетки. Па тој не знае дека сте му простили. И што е битно дали знаеме. Значи најсебичната работа, по трет пат ви кажувам, запомнете, е да простите некој, да ги избришите информациите од лентата на меморија. Кога ги бришете, замислете како компјутер кој е препон со информации, па ви се блокира. Значи, кога ги избришете, тоа се јава огромен простор. Имате 100 милиарди клетки, а некогаш се чувствувате, значи, кај што безброј информации може да ставите, само во една од тие 100 милиарди, 5 енциклопедии може најголеми да ставите, а во дадени моменти толку се чувствувате блокирани, што некој има излив на мозок, некој срце удари, милион работи од тие сите стресови. Зошто е тоа така? Затоа што сме оптеретени, како што ви кажав, на грбот носиме леш од некој што не е битен. Тој може би ве навредил пред 10 години, тој ви веќе заборавил, не ве мисли. Зошто вие мора да го мислите? Па повеќе време трошиме за оние кои не ги сакаме, отколку за оние кои ги сакаме. За нашите најмили. Верувајте, ова е една многу голема вистина. Морате да сватите дека во вашиот мисловен процес мора да избришете се што не ви треба. А најопасното е вашите непријатели, кои ви го напајаат постојано мисловниот процес, кој е бесконечен. Кога водите диалог. И сега во моментот, секој од вас има нешто во умот, секој, ретко се наоѓа. Ако помислите на некој што ве навредил, што ве обезличил, значи ви доаѓа без омраза, или може би љубомора, ако ви го земал сопругот, сопругата, девојката, или бизнисот, или не е битно. И што се случува? Лачите сулфоцијанити. И кој сега се туи? Затоа велам, не е ли сицата
паметна, туку кокошката е глупа. Ако ние научиме дека се е во нашиот мисловен процес, дека целата моќ во универзумот е во нас, бидејќи никој од нас не може да сака подобро од она што ние сакаме самите за себе си. И на крајот од животот, кога умираме, бидејќи тоа неколку пати го имам доживеано, значи кога умираме, сваќаме што е најскапоценато во универзумот. Нашето тело. Јас 97 година после 7 дена кома се пробудив од кома и не може го помртнам ни малиот прст, да е спортист. Мојот другар знае, сме вежбале, значи 25 тона сум дигал за 2 часа. Како животно јако. И одеднаш се будам во Германија и не може да му помртнам малиот прст. Сонцето заоѓаше и така и книгата почнува. Велам, сонцето заоѓаше од мојата десна страна, додека сонцето заоѓаше од мојата десна страна си веле, сите пари на светот да ги имам утрешниот ден не можам да го купам. Значи, знаев дека можам да направам плацебо ефект на својот ум, бидејќи читав многу таква литература. Можем да го излажам мојот мозок. Ако веќе телото откажам, а мозокот функционираше. Значи, самото помрднување на трепките ми беше мачно. Знаев дека ми останува само единственото нешто на кое може да се подпомна најмоќната комплексна структура во универзумот, мојот мозок. И тогаш му дадов команда. Плацебо ефект. Значи, што е плацебо? Кога на некој што има фобија од нешто, што си замислил дека е болен, ќе му дадете еден витамин и му кажувате ова е лекот со кој ќе оздравиш и тој за 5 минути е хај. Значи, затоа што со сугестијата вие која сте му кажете, ја пример како автосугестија, хипоталамусот лачи допамин, ги чувствува секоја негова клетка и тој одеднаш вика ја оздравев. Па оздраве затоа што ти мислиш на глупости цело време. Сега типов ти дава таму нешто, едно шикерче, ќе ти даде капка вода и ти лебдиш. Мораме да сватиме дека и кога сме во една состојба, како што јас сум бил, значи во една состојба кај што сваќаш дека нема, веќе утре сонцето нема да го видиш. Ако ти знаеш да влијаеш на мозокот, ти можеш да направиш промена во целата натворешност. Значи, само од моментот кога ќе смениме нашата внатрешност, тогаш се менува нашата натворешност. Во сите полиња, едноставно кажано, одиш на работа, значи сте гледаат неколку од колегите попреку. Појди токму кај нив и каже, ќе пиеш кафенце, чајче, турта една, сум купил по едно парченце. И тој ќе те гледа зачуден, ќе ше забегал, типа, вториот ден му го правиш истото, значи му правиш сугестија која тој ќе ја прифати несвесно како автосугестија. Ден, два, три, одеднаш он вика, леле, колешкава, колку е добра. А како не сум приметен? Всушност ова ја програмира. И ова одеднаш е најдобар пријателка. Се дужи со неја, вика, јас за тебе ќе умрам. Значи, тоа е еден нормален процес. Значи, колку повеќе имате омраза према некој, вашите вибрации, бидејќи сме водоос, ова морам да ви го кажам, ние сме 80% од вода. Емотот докажа, значи јапонски научни, дека огромно е нашето влијание, пазете преку подсвеста, преку подтивите на нашата вода, на молекулите на водата. Како ние размислуваме, така вибрираме. И сте приметили кога некој ќе влезе во просторија, одеднаш приметувате како тој е позитивен, влегува некој друг и приметувате како е негативен. Всушност, неговите вибрации го прават тоа. И сега вие, кога на колешката го правите тоа, ама нормално мора да ги смените и мислите, не са да имате омраза према неа, па сега лабораториско глувче, па сега ја испитувате. Не, она ќе примете вашите вибрации. Значи, прво треба да ги простите, да кажете, моите колеги се најдобри на свет. И почнувате, значи, да обработувате во вашиот мисловен процес. Прво доведувате вашата вибрација на молекулите на водата во вашето тело како што треба, затоа што подсвеста не може да излаже, за ти мислиш зло и носиш торта и кафе. Она е чувствува вибрацијата. Че минуваш вибрацијата, стануваш пријател со неа, одеднаш се минува незината вибрација. Зошто го велам? Не може да промените ништо во вашата околина ако вие внатрешно не можете, ако вие внатрешно не се промените. Неслучено и Херман Хесе кажа, значи ние го приметуваме кај другите, она што го имаме во нас себе си, она што го немаме не возбудува. Зошто го велам тоа? Некоја говарачка, да речеме, го изневерува маши, таа во сите гледа дека сите се како неа и она постојано ќе ги озборува. Некој друг што краде, постојано ќе го прави истото, во сите ќе гледа лопов.
да речем, кај полицајците професионална деформација. Значи, сите ги гледа како криминалци. Јас знам дека дома полни се полицајци. Со едноставна приказна ќе ви кажам. Значи, живеат 4 монаси во еден манастир. Една вечер, кога легнале, еден од монасите станува, прерипува преку градата и трга по патеката кон селото. Првиот монас што го гледа, вели, овој вели, оди во селото, има нека од девојка ќе прави блуд. Вториот монас го гледа од друг прозор и вели, овој вика ајдук ќе оди да краде. А третиот монах го гледа и вели, колку вика има чиста душа, оди да се моли, вика, за да се приближи кон Бога. Ви кажав се, значи секој од нив е она што се неговите мисли и секој го гледа она што е неговата внатрешност. Не можеме ние да промениме нашата внатрешност по чиста случајност. Можеме со ова што јас, например, ќе ви кажам вечерва и сега вие одите и оние што се паметни и свесни сваќаат дека доволно е било труење во животот. Немам што да изгубам. Човекот ми кажува нешто премногу едноставно, значи ја треба само ги променам мислите и од утре веќе сум нешто друго. И токму затоа креирав еден метод. Значи, кога лежав во болница, кога бев на смртна постела и знае дека умирам затоа што да ви кажам, бев цвер. Значи на мене се кладеа, дигав тенковска особина со една рака од 84 кг и одеднаш лежиш, не личиш ни на мач. Не можеш трепките кои ќе мрднеш, значи да ги помрднеш, бејќи немаш енергија. И си велам, независно. Значи јас ќе направам плацебо ефект, ќе го излажам мојот мозок. Најпросто можам да направам, значи секоја клетка да ја почувствува среќата. Значи сега ќе ги свртам сликите, бидејќи рековме мозокот живее во сегашно време. Сликите од моите најсреќни моменти. Кога јас ќе ги гледам во мојот најсреќните моменти, мозокот, затоа што живее во сегашно време, ќе ги доживее истите емоции и секоја моја клетка ќе го почувствува тоа и ќе започне да лачи нова субстанца, енергија. И започнам да играм најубавите моменти. Цела ноќ и цел ден, значи кога заспав, велам утре ќе биде мојот најсреќен ден. Утре ќе мислам на се што е убаво и среќно. Следниот ден кога се пробудив, значи не се поврнав, бидејќи кога не ги отвараш очите, кога не мрдаш, се уште свеста и подсвеста си нивелирани на исто ниво. Благодарение, значи што читав толку многу литература, затоа го знае. Но еве, вие нема потреба, значи читате едно книже и све е внатре. Значи, без да се помрдам, без да ги отворам очите и кажав, ова е мојот најсреќен ден. Повторив 3 пати, ги отворив очите и започнав повторно да мислам колку убаво детство имам. Имав 20 родители, сестра, значи најубавите моменти од мојот живот. Знаете што се случи? До вечерта, значи хипоталамусот толку допамин произведе, бев хај. Тоа не е нормално. Значи почнав да мрдам и со раце и со нозе. Знае дека, значи при вечерината во тие среќни моменти имав еден другар кој многу се дружевме и одеднаш се случи нешто, значи се створи некоја омраза за видливост од негова страна и одеднаш се створи некоја како непријатност која создаде како непријател. И тогаш ми текна на него и си велам, зар е вредно јас да мислам за ова? А викам одиш, утре ќе ги избришам сите информации во мојот ум за сите лоши случувања непријатели. Значи ќе направам простување, бришење на енграмите на лентата на меморија од се она што ми се случило претходно. Ќе го исчистам целиот мозок, да не може да ме напаѓаат лоши мисли. Вториот ден направив простување, значи бришење на сите информации кои ми оптеретуваат лентата на меморија, односно оној бесконечен мисловен процес за кој ви говорив. Третиот ден, значи реков, сега ќе мислам на љубов, бидејќи кога мислиш на љубов и кога мислиш на среќа, тимусната жлезда произведува те клетки и ги напаѓа абнормалните клетки во телото. Тогаш можеш да си играш со што сакаш, да имаш и најтешка болест и во последна фаза да си на многу тешки болести, знаете на кои мислам. Значи, можеш да влијаеш на клетките на телото, бидејќи мозокот е најмоќната фармацевтска фабрика во универзумот. Сите фабрики фармацевтски на планетава не може да ја произведат субстанцата која во моментот ти треба на вашето тело. Само вие сами можете, преку
хипоталамусот, преку пептидите, реакција значи на подсвеста и реакција на водата во вашето тело за секоја клетка да го почувствува тоа и да започне да лачи значи супстанца која ќе произведе огромна енергија. И повторно доаѓаме до истото. Значи се е во нашите мисли, во нашиот мисловен процес. Замислете како е се тоа поврзано, што докажува дека се што е секој од вас до овој миг, тоа се неговите претходни мисли. Ако сакате да бидете нешто друго, било што, треба да го промените мисловниот процес. Огромна е нашата моќ. Ние дури и не сме свесни. Значи немаме поимање колкава моќ имаме ние секој од нас, и токму затоа на почетокот ви реков, секој од вас на своите рамене го носи најмоќниот компјутер во биокомпјутер во универзумот кој се надградува сам по себе. Научниците велат, користете го мозокот, бидејќи 40% од мозокот се губи како кај спортистите кога ќе престанат па атрофираат мускулите. Затоа што кога не читаш, не се надградуваш, синапсите помеѓу тие 100 милиарди клетки кои се 25 до 30 милиарди, до 40% се кинат, се губат. И вас многу тешко ви доаѓа до информации. А некој замислете, кога работи напорно, кога е координатор, да речем јас имам проект координатор тука, координатор во фирмата, менаџерски тимови, луѓе. Па тоа е страшно нешто. Негов мозокот му работи 200 на сат. Значи тој толку синапси направил што одма ти кажува комбинација. И за него не постојат утки како подсвеста. Подсвеста никогаш не може да сгреши. Бидејќи таа всушност и никогаш не греши за тоа што ги зима информациите од вашето искуство. Целото искуство е во тие 100 милиарди клетки. И кога вие и велите на подсвеста, сакам да оздравам, значи јас сум здрав, не сакам, или ќе оздравам. Ке е глагол од лажам, значи ке. Нема ке. Значи сегашно време, бидејќи мозокот не поддржува ке, не поддржува минато и едно време. Значи мозокот вели сега, значи јас сум здрав. И тоа јас го направив во моментот кога јас бев во никаква состојба. Значи секој може да го направи тоа. Ако ти ја убедиш подсвеста дека си здрав, дека си среќен, дека си богат, дека имаш љубов, тој ќе ти се случува. Бидејќи подсвеста, како што ви кажав, никогаш не греши за тоа што во тие 100 милиарди клетки ги има сите тие информации. И таа одеднаш ги привлекува истородните клетки, бара комбинација и ви кажува. И одеднаш ви се случува чуда. Значи да се јавите кај некој човек, или некој ќе ви се јави вас, или ќе почне да се дружите со некој што ќе ви каже информација која вас ви е потребна. Всушност, создателот на се што е видливо и невидливо на овој материјален свет, на целата енергија, материја, време и простор, направил еден совршен систем. Его и суета. Се сопнуваш на него и остануваш тука. Колку си по-голем во егото и колку ти е суетата поголема, толку со поголема брзина си да сечеш кранката на која седиш. Значи, кога храниш, како што ги храниш пептидите со лоши мисли, кога нема да го храниш егото, тоа ќе ослабне, ќе изнемошти. Тоа никогаш не може да умре. Но, ќе изнемошти до тој степен што тоа нема да ти досади. Што е битно некој ако ти рече дали си будала или си паметен? Па исто е. Да ми рече дека сум паметен, е исто. Да ми рече дека сум будала, е исто. Значи, тоа е еден начин кај што ништо не може да влијае на она што ти ќе го научиш во твојот мисловен процес. Двајца монаси живеат 40 години. Едниот му вели, абе брат вели, ние 40 години живееме заедно, никогаш не се скаравме. Вика, не знаеме што е тоа, ајде да се скараме. И па ајде, вика, како ќе се скараме? Па ја ќе ти го земам лебот, што ќе ми речеш ти? Па јас ќе ти речам, земи го. Значи, тие не знаат не да се скараме. Значи, во тоа е моќта во нашиот мисловен процес. Не дозволуваш прво сам со себе да се скараш, значи да го запишеш, ако некој те навредил. Значи, кога ставете се на испит, кога некој ќе ве навреди, ќе ве обезличи. Ако сте ја научиле техниката која јас ја пишувам во книгата, ако не ве повреди, ако не ве навреди, ако сватите дека тоа е на многу пониско интелектуално ниво, едноставно да примените техника дека треба да осожалите за тоа што го говори, тогаш ќе сватите колка е вашата моќ. Значи, тогаш вие се преиспитувате самите себе си. И велите, гледај, значи не може ништо да влезе во мене.
Бидејќи љубовта е најмоќното нешто, ништо не може да се спротиви, ниедно земно оружје не може да се спротистави на љубовта. Кога имаш љубов во себе, во својот мисловен процес, значи не може ништо да те нападне, бидејќи си како подстаклен од звонот, кој што сака нека говори за тебе, за твоите најмили, или било што да се случи. Значи не може да допре до тебе. Значи тогаш сваќаш дека си го минимизирал егото и суетата и дека никој нема влијание врз тебе. Значи ги сакаш сите. Но за да ги засакаш сите, значи да станеш космополит, значи да бидеш интернационален, најпрво треба да бидеш национален. Всушност, зашто го велам ова? Од друга смисла. Значи треба да се засакаш самиот себе си. Во седмиот ден, значи третиот ден беше љубовта, првиот ден беше среќата, вториот ден беше простувањето, третиот ден беше љубовта, четвртиот беше здравје и исхрана, поточно простување, па љубов, па здравје и исхрана, последниот ден во мојата нанонише техника е да се засакаш себе си. Огромен процент, страх ми е да ви кажам колка процент од луѓето не се сакаат самите себе си. Наутро ќе се види пред огледало, па види ваков сум, па имам више килограми, па не знам, ова вака било, така било. Глупости. Дури да е све окей, криво мочо. Милион глупости. И сега, како можеш ти да се засакаш себе си, кога си наоѓаш милион причини кои мора подсвеста да ти докаже дека тоа е вистина, значи твоето верување е вистина, затоа што подсвеста има таа задача, повторпак ќе ви повторам. Значи, тоа е еден прецизен систем на функционирање кој е безпрекорно прецизен, застрашувачки прецизен. Кај него нема грешка во подсвеста. Тоа што мислиш, јас тоа ќе ти дадам. Смени ги мислите, ќе ти дадам тоа што го мислиш. Мене не ме интересира ти што размислуваш. Значи, така размислува подсвеста. Ти си мој врховен командант. Мислиш дека си глуп, и јас ќе ти го докажам твоето верување. Значи, ќе почнеш синапсите да ти ги кине во главата, ќе почнеш да забораваш, ќе паднеш во депресија, ќе завршиш на клиника, од тука ќе отидеш во уште полоша состојба и крај. Ако мислиш дека си паметен, ќе мора да ти го докаже, ќе направи нови синапси. И ти се случува тоа ти што го мислиш. Значи, премногу едноставно. И се да не го примениш. Тоа што некој ти го кажа, значи ова не сум го измислил во целост јас. Значи мора, значи повторно кажам, мојата теорија се заснова на екзактни науки во кои многу научници вложиле труд, целиот живот го вложиле. Ниши, значи еден јапонец го вложил, те читале може и негови, значи целиот живот, него велат нема да доживееш 20 година, тој живее 75 години. Тој ги открива сите тајни на здравјето, на функционирањето, на телото, на мозокот, на мислите. Се замислите доволно јас да ги прочитам неговите 15 книги, и јас го имам целото знаење од неговите 55 години, поточно 15 години почнав, значи 60 години едно знаење го читаш и ти за месец дена го имаш неговото знаење. Читаш друг научник, писател, значи имаш дадена ни е огромна моќ преку интернет, преку литература, преку книги да напредуваме со многу голема брзина. И затоа напредуваме во технологија. Значи, велат, последниве 100 години сме напреднале колку во изминатите 1000 летија од настанокот на Земјата. Ќе видите што ќе се случи сега во следните 10 години. Ако ви текнува до 90 година немавме компјутери, само во некоја фирма, потоа до крајот на 90-тите имавме дома. Па немавме мобилни, па дојдоа мобилни, па сега имаме тач мобилни, па имаме таблет. Се случува чудо. Ќе видите што ќе се случи во следните години. Значи, нашата моќ е огромна. Зошто го велам тоа? Истражувајќи, отсекогаш копнеме да дознаам како Александар Македонски победил лукави војски. Значи, да победиш војска, кај што треба да се бориш 1:17, па еве и најсилниот меѓу вас да му рипнеме 17 и вие 17 души, значи стравот ќе те блокира. Значи стравот е најопасната работа во универзумот. А замислите, постојат само два вродени страва, се другото е фобија. Кога се раѓаме, постои страв од паѓање и страв од звук. Значи ако тропнеш, зашто се плашат луѓето кои има зенедерс? Прво од звукот и од тресењето, значи од паѓањето.
Значи, во моментот се двата вродени стравови, затоа е таа паника. Па рибатот, 50 спрат, значи, кога гори нешто, ке рипне од 50 спрат, сведоци бете на Светскиот трговски центар. Значи, за да не изгори рипа од 50 спрат, знае дека ќе умре, ама одбира полесна смрт. Се оддалечи по темата. Значи, 17:1. И тоа ми даде инспирација да откријам, бидејќи веќе имав откриена метода со мисловниот процес, она што се случува, што тој прави. И тогаш ја открив најмоќната во моментов е научна теорија која ќе мора да стане или наука, или ќе се докаже дека не е точно во следните години, бидејќи иднината ја напишав за следните 10 години. Што ќе се случува во Македонија? И што тоа не може никој да го направи. Зошто го велам тоа? Че не гледате Евангелие на Нострадамус, тоа се само нагаѓање пророци. Не се работи тука за пророштво. Се работи за програмирање во колективната свест. Значи ти исправиш програма, ја вметнуваш во колективната свест и започнува тоа да функционира безпрекорно. Тоа е фотографско, лингвистичко невропрограмирање. Всушност, и се е фотографско, лингвистичко невропрограмирање. Сега вие ме гледате мене, не слушате мене, значи фотографско, ги гледате сликите кои јас ги зборам, лингвистичко, ги слушате моите зборови, повторно слики и влегува во вашиот нервен систем. Значи ви правам во моментот фотографско, лингвистичко невропрограмирање. Сите што внимателно ме слушат и сите што сакаат да одат напред, значи да не бидат заспани, значи сите ќе го прифатат тоа несвесно. А оние пак кои го прифатат свесно, значи ќе напредуваат со многу голема брзина. Значи фотографското невролингвистичко програмирање се состои во следното, повторно ќе се вратам на истото. Кога ги гледате сликите за нешто што сакате, наутро или навечер, кога се будите или кога се спивате, значи вие мислите на нешто и ги гледате сликите, се заблагодарувате. Ти благодарам Господе за работата што ми ја даде. Свеста која мисли само на зошто, ја препрела таа информација на подсвеста која мисли како да ви го докаже вашето верување. И тогаш се случува нешто фасцинантно. Значи, вие ја манипулирате вашата свест, поточно вашиот мозок. И оној суперинтелигентен идиот од 95% со само оние 5%. Значи, вие му правите манипулација на вашиот мозок. На она подсвест, која е толку моќна. Вие давате информација и барате сам. И барате на едноставен начин со заблагодарување во сегашно време. Зошто е тоа така? Таа мора да поверува дека тоа е вистина. Не може ти сега да трчаш и да викаш ја ќе бидам богат или јас сум богата, да не веруваш. Кога во моментот ти ќе поверуваш во тоа и твојата подсвест ќе поверува. Значи во тоа е манипулацијата на некој начин, правење на плацебо ефект од страна на свесниот мозок 5%, на подсвесниот мозок од 95%. Значи тоа е една страшно голема манипулација, која секој сам си ја прави, но ние тоа го правиме несвесно. Значи ние кога заспиваме, мислиме на неубави работи, дента се скара, се расправа со некој. Ти ако почнеш да мислиш на тоа, цела ноќ сонуваш глупави сонови и утрото велиш, леле, какви сонови. Размисли што си размислувал во последните секунди на заспивање. Значи, не смеете никогаш да размислувате на негативни случувања во последните моменти. Дури не смеете да гледате филмови кои ве тревожат, кои предизвикуваат болка во телото, или да гледате негативни вести. Еве, споредете ги вестите, телевизиите неколку. Значи, ќе приметите, гледате, сменете како идат вестите. Како идат во 6, 6:30, 7. Значи, погледнете ги сите. Ќе видите како оние што се позитивни телевизии, значи почнуваат вести, ги почнуваат со позитивни мисли, а оние што се негативни ќе ви го кажат прво негативно. Паднал авион, па не знам, овој го искасапиле, па не знам што се случило, значи удар на веси, одеднаш ти прави шок, те блокира и ти од тој момент постојано си негативен. И ти кога ќе легнеш не може да размислуваш позитивно, затоа што тој ти направил сугестија, а потоа ти сам несвесно си правиш автосугестија. Размислуваш ако таму негде се случило нешто, земјотрес да речеме, значи може и овде да се случи.
И ти се соживуваш со тоа. Бидејќи мозокот живее во сегашно време, тој ги гледа сликите и го доживува тоа исто. И повторно затворен круг. Свеста, подсвеста, водата, пептидите, секоја клетка го чувствува тоа, заспиваш, значи, со такви негативни мисли и се балето кога стануваш се осеќаш преморен, како да те бркале цела ноќ. А си спиел 8 часа. А некогаш легнуваш, спиеш 3 часа, ама позитивно. Легнуваш, стануваш, среќен, цел си хај, свет иде од рака. Значи, како сакате вртете? Се што сме ние денес, тоа се нашите претходни мисли. Се што сакаме да бидеме утре, треба да знаеме дека треба да го смениме мисловниот процес на позитивно. И сега имам исто интересна тема, значи, откако влез во кома, влез во еден паралелен свет, каде што присуството на 5 метри пред Исус Христос, влегување во едни порти, што се влезе, па будење од тоа, па влегување во еден паралелен свет, кај што присуствував на мојот погреб. И се случија чуда во кои ја лично не верував. Тоа за мене беше една голема глупост, како што многумина во моментот ќе помислам, што е многу нормално. Бидејќи јас не верував, претходно и повеќе бев атеист него теист, ми беше сеедно, но иницираше нешто интересно. Неколку научници ми кажа, вели, слушай, ова што си доживеал, вика, 5 луѓе не го доживуваат. Викам, не спори. Викам, ја не верувам овакви глупости. Како? Вика, ти не знаеш што ти било дозволено. Си влегол во еден паралелен свет, кај што си ги види случувањата, значи реалната слика на она што ќе се случувало. Ти дали си свесен, си присуствувал на твојот погреб, а повторно си се вратил во телото. Слушай, ја не верувам во тоа. Еден имаше по-влијателен, значи Стојан Белковски, некој слушал од нас, тој од 2000 научници во Америка доби прва награда и ме прашува, значи, неколку работи. Кога точно требаше да умреш, кога беше транспортот од Германија, кога се случи, бидејќи јас тоа сето го гледав, значи како една голема слика, еден филм. И ми вели, дали виде кај те покрива? Викам, видов, торец се ми гроб над капела. А вика, видели кои ти беа на погреб, а кои сигурно, кои не ти беа на погреб, а кои сигурно би ти дошло? Викам, видов, тетка ми, тетина, братучина, мојот најдобар друга со супругата. Леле, вика, праши ги да видиш дека немало да бидат. Ај, викам, не ме малтретири со глупост. Вика, слушай, брат, ајде идеме да видиш дека гробот е празен. Ај, викам, сега, од глупост во глупост. И замислете, значи, во човечката природа е, едноставно сакаш да провериш. Проверувам летот на авионот кој јас го гледав, значи летев на моето тело, навистина се случил тогаш. Точно во тој момент слетал на аеродромот во Скопје. Ноќта додека лежа во капела на моето тело, значи точно тоа се случило. Проверувам за мојот другар и родниеве, тие немале мобилен, биле на одмор бидејќи летно време беше, погребот беше на 5 август 1997 година и не можев да верувам. И останал уште гробот, сега мајде се вакви глупости се замарам. И помина неколку месеци, имаше погреб во близина таму една моја тетка од Дудинарци, на мајка ми е, тетка мене ми е пала, тиот на погреб, ја поминал тука, си кам, дај да видам. И сега, бидејќи неката капела се сите гробови полни, знаете кои ги погребуваат таму, они малце поголемини, прв, втор, трет, четврт ред. Си кам, ова све е полно, ама како идам на втора алеја, не можам да верувам, седми гроб празен. И го се јавам тогаш на Стојан Белковски и му кажам, брат, значи со ова започнува едно големо истражување. 14 години не говори за тоа. Значи исто како бамбусот мосо, во тропските подрачја живее еден бамбус мосо кој тој 5 години пушта корење хоризонтално и вертикално до 30 метри. И во еден момент по 5 години тој започнува да расте со голема брзина по 40 сантима. По 40 сантима 24 часа. И тој израснува во следните 75 дена 30 метра. Значи, собирав информации, читав литература, бидејќи претходно не читав таква литература. Од Донски, значи, првата книга ми беше од Донски, што ќе ни се случи по смртта. Ми ја донесе мојот почитуван пријател во тоа време, Борис Трајковски, еден другар, што пред да стане председател неколку години. И не можев да верувам дека 40% од луѓето кои умирале и кои се пратиле доживеле потполно исто како мене. И тогаш, во консултација со многу научници ми кажа дека слушай, ти не си видел ништо ново, значи 40% од луѓето го доживуваат тоа.
Јас немав храброст тоа да го ставам во литература. И затоа прво ја напишав најголемата вистинска тајна, кај што се е покриено со наука, за потоа по 2 години да се случи нешто интересно. Но да напишам истината за вечноста, но како тоа се случи? Значи 2007 година, кога се случи ова што го видов, како некој да ти вели, напиши го тоа што ти го покажам. И јас водам инат. Значи со некој создател, со некој креатор, планер, Господ, не знам со кого. Значи со некој безтелесен ум. И јас не верувам во тие глупости и не го пишувам. 2000-та година нешто ми вели, значи ќе те пуштам од голема висина, ќе те соберат во чашав и ништа нема да се случи. Јас паѓам за мислете од 42 метра со параглайдер. Паѓам за 2,5 секунди, регистрирам вариото инструментот, буквално ме собираат во чашав, кажам, работот ми става штрафови, ми бадат околу коска, ми се прават на пршне. И на вистина по 60, сите рекол дека нема да продам, по 65 дена станувам на нозе. Продолжувам да водам инат, уште 10 години. 2010-та одам во Германија во една болница, каде што треба трансплантација да ми направат крвен провод. Тој пука по 9 дена, добивам сепса. 52 дена пијам само вода. По 1 килограм леукоцити умираат, гној тече во тренажите. И јас чувствувам дека сум готов. И во тој момент сопругата ми пушта една песна, вика да развеселам, а јас знам техниката, значи се развеселуваш, ама џабе кога се разбега телото. Ми ја пушта Штраковите повторно ќе се вратат. И во текстот, значи, многу популарна песна, ја не слушам такви песни, родече се опет братите, и во текстот препознавам, значи, зборови кои велат: врати се во Македонија, напиши го тоа што ти го покажа. Јас се враќам и 2012 ја пишувам истината за вечност. И можете да замислите, во истината за вечност напишувам се што видов, се што се случи и се што истражувам. И тоа го објавив. Во моментот кога го објавив, по 6 месеци, значи објавив дека душата постои, дека ние сме бесмртни, затоа што јас кога умрев, безвесен дека умрев, значи се одвоив од телото и тоа не ми беше воопшто битно, влегов во еден паралелен свет, ама апсолутно не ви интересира. Вие сте свесни дека сте умрели, ама функционира така како што функционира, значи ги задржуваме информациите во подсвеста кои сме ги меморирале од нашето раѓање до нашата смрт, сите информации. Потполно се знаете и сите ликови ги памтите према фотографската меморија која имате на ликови. По 6 месеци од како јас го објавив тоа во овие неколку страни, овие двајца научници сфрлија нова научна теорија. Стюарт Хемеров и Роџер Пенроуз врвни, значи едниот математичар од Оксфорд и од Аризона, значи професори кои се врвни, кои не може да се каже дека типовите се луди. Значи сфрлија една нова научна теорија, повторно ќе кажам, значи наука не може да стане, за да стане треба, значи да се докажат некои работи. Значи ова е научна теорија за кој тие велат, значи душата постои, значи откритие на векот беше насловот на сите, може сте го виделе на вести, откритие на векот, вели душата постои. 20 експерти се автори на новата квантна теорија на свеста, според која нашата душа се наоѓа во специфични структури наречени микротубули, сместени во клетките на мозокот и оттаму се одвојуваат и продолжуваат да постојат негде во универзумот. Значи, она што ви спомнав, во епифизата се наоѓа нашата душа која продолжува во квантни честички да живее во универзумот. Значи, ние, кога тој создател не создал да бидеме вечни во нашите информации. А физичкото тело само го оставаме и поминуваме во еден друг паралелен свет. Потоа, после овие двајца научници, значи само 6 месеца, значи некој ги подреди така коцките, да ја не испаднам човек што збори овој. Значи, ме поддржаа врвни научници, потоа настана лавина од теории кои ги поддржаа нив. И сега, ако видите на интернет, тоа е лавина од докази, научни докази, преку квантната физика, дека ние сме бесмртни, потоа што нашата душа обстојува вечно. Значи, ние сме бесмртни, како информација. Само нашето тело умира. И замислите каква информација ви дава. Значи, науката потврдува дека ние сме бесмртни. Од она што јас го открих и што ми беше покажано. Значи, ни еден човек не е закопан во гробовите кај што гледате, тоа е само неговото физичко тело. Во моментот кога ставате капак од која се погребува, неговата душа легне над телото
и таа продолжува во универзумот. Значи, она што гледате на крстот името и она за која одат луѓето што плачат на гробовите, да ми прости црквата, значи догмата на црквата во секој случај почитувам бидејќи јас сум православен. Но морам да го кажам она што сум го напишал во книгите. Значи, ни една душа не е погребана во гробовите. Тоа е само физичка материја, која од материја поминува во енергија, како што од енергија поминува во материја и енергијата и материјата никогаш не се губат на нашата планета. Тоа беше фасцинантно. Значи, што се случи додека бев во тој паралелен свет? Во моментот кога 97-ма, кога ми го тупнале хранопроводот, значи јас се изгубив, ме ставија на ремио и виделе како се обнона, всушност немав сила да озвучам. Пред мене беше еден многу добар мој пријател во Германија, во Дизелдорф, Ристо, лидерот на македонските лавови, и јас немав доволно сила за да му кажам, бидејќи кога немаш воздух ти не можеш да ги активираш гласните жици и премногу тивко му реков само помогни ми го мира. И тој мораше да се приближи за да ме слуша. Кога му го кажав, тој рипна, кај докторите ме земаа, ме избуткаа на брзина со количката на рење, кога ме ставија списка, сите кога видео дека плуќето е собране како крушки, затоа што е изгубен осмонскиот прицел, тупнал би хранопроводот и настанала паника. Во тој момент, значи, само знаев дека сум лежан под агол на подотреден агол на кревет, се држам за рачки, само се свлеков и одеднаш силен вакуум ме повлече и патува со огромна брзина. Може би тоа беше брзина на светлината и нешто побрзо. Значи, овде кај нас ние живееме во клеточниот свет. Тоа е 3 метра во секунда, ние се движиме. Во молекуларниот свет е 300 метра во секунда како звукот. Во електронскиот е 300.000 километра во секунда и многу повеќе. Значи, неограничено. Се движи со огромна брзина и во далечината имаше светлина. Кога се приближи таа светлина, стана простор. Одеднаш се најдов на еден преубав простор и не можев да верувам. Значи, пред мене стоеше еден човек понизок, околу 1,75 сантима, значи понизок од мене, и преко него погледам дека пред мене е Исус Христос, врата, многу убава, и од страна Свети Петар и Свети Никола. И си помислам, Исус Христос се дојде за мене, за да ме несе низ портава. Само што помислив да се свртам, значи погледнат десно, само што помислив да се свртам, значи кој има позади мене, поминувајќи, ни се крстија погледите со Исус Христос и он ми рече, не е убаво да ги гледаш ликовите позади тебе. Не можев да верувам. Не ја отвори устата, а јас многу јасно го слушнам. Значи комуникацијата беше телепатска. Само ја спуштив главата доле и видел дека телото ми е прозирно, во една одора сум, нозете ми се, значи, посу доле, и само погледнав, значи, надоле, и видел дека има огромна редица од луѓе, значи никого не видел во ликот. Сонцето заоѓаше од мојата лева страна. Потоа ноши се кажа дека всушност тоа е таа супер интелигенција, поточно врховниот командант, таткото на Исус Христос, значи никогаш никој не видел лик. Значи ликот на вистинскиот Бог никој не го видел, бидејќи тоа е концентрација на енергија, фотони. И потоа едина главата и почна комуникација со Исус Христос. Да мислите какви праша. Кам дали сум ја умрен? Физички да, или духовно не? Дали ќе постојат информации што ги имам? Да, вика, информациите постојат. Но кој сум јас? Вели, ти си она што е после јас сум. Слушно си, ние сме тоа, само тоа, ние сме она што сме. Замислете, неговите зборови, ако ги употреби овој свет, што ќе се случи? Викам, кој сум јас? Вели, ти си само она што е после јас сум. Но зашто не се плашам? Затоа што вели, во овој свет не постои болка, постои само во тој свет. Велам, зашто не чувствувам болка? Затоа што вели, очекувањата болат. Во овој свет не постои тоа. Што вас ве боли и сите нас? Очекувањата. Кога очекуваш нешто, а не го реализираш, боли. Затоа и Буда рекол, најголемото зло во универзумот е желбата. Значи, кога очекуваш нешто и кога трчаш по него, колку повеќе трчаш, толку тоа повеќе бега од тебе. Сте приметиле кога сакаш некоја девека или некој дечко, трчаш по него, сакаш да му дадеш љубов, колку повеќе трчаш, толку повеќе бега од тебе. Истото се случува со многу работи.
колку повеќе трчаш по пари и мислиш дека немаш пари, ти всушност си немаш. И пак е поврзано исто. Подсвеста сака ти докаже дека ти ќе немаш пари. Ако мислиш дека ти избега дечкото, подсвеста сака да ти докаже дека тој стварно ќе ти избега и тоа ќе се случи. Значи правиш глупости со кои мора да ти докаже, да ти го докаже твоето верување. Замислете колку едноставни информации. Кој сум јас? Запрашајте се кој сум јас? Се она што се вашите претходни мисли, тоа сте вие. Некој сакал да биде градоначалник, градоначалник. Некој сакал да биде во библиотека, во библиотека. Некој сакал да биде ова што е секој од вас, вашата професија. Значи сакал да биде професор, имаме тука доктори, адвокати, научници. Значи секој е она што се неговите мисли за себе. Значи се она што е после јас сум. А сите болки, сите проблеми произлегуваат од нашите очекувања. Очекувате да ве сака сопругот, сопругата, децата, колегите. Не очекувајте. Значи, ослободете таа енергија и се ќе се случува како што вие сакате ако се заблагодарите. Не велете сакам да ме сака сопругот. Не, сопругот ме сака. Кога вие ќе создадете таа вибрација, тој навистина ќе ви покаже дека тој стварно ме сака. Колегите ме мразат. Колку повеќе го мислите тоа, толку повеќе колегите ќе ви го докажуваат тоа. Кажете, колегите, значи ме почитуваат, ме сака затоа што и јас ги сакам. И ќе почнат да се случуваат чуда. Чуда кои ќе ви бидат непоимливи. Ќе речете како го промени светот. Не го промени светот. Ја промени својата внатрешност. Она што вели Исус. Ти си она што е после јас сум. Што се твоите мисли, тоа си и ти. Какви се твоите очекувања, тоа ќе те се случува. Зошто очекување? Заблагодари се, не очекувај дека ќе бидеш богат. Значи, биди среќен со она што го имаш. Среќни се оние луѓе што го ценат она што го имаат на сите полиња. Кажи, благодарам Господе за сите успеси на сите полиња што ми ги даваш. Ти благодарам Господе за здравието што ми го даде. Или ако си атеист, не мора на Господ заблагодари се на твојата подсвест. Или само заблагодари се, благодарам за се ова што го имам. И ќе почнат да ви се случуваат чуда во вашиот мисловен процес од тие 100 милиарди клетки. Ќе почнат, значи, синапси да се прават во истородните клетки, кои ќе го докажат вашето верување. И повторно до истата она моја нова парадигма. Поврзување на истородни мисли кои се причина за создавање на точно одредена последица. Мисли го она што го сакаш. Како што ви кажав, кога влегуваш дома, го зимаш далечинското и го гледаш филмот што го сакаш. Не го гледаш тоа што не го сакаш. Значи, се е во нашиот мисловен процес. Секогаш гледате го она што сакате да ви се случува. И тогаш ќе започне да ви се случува чуда во вашиот живот. Значи, бидејќи мозокот живее во сегашно време и бидејќи да не повторувам тие милион работи што се случуваат на молекуларно ниво во нашето тело, значи подсвеста сака да го докаже нашето верување и не поврзува со линк со универзумот. Сега, што вели науката? Значи, ние правиме линк со универзумот, поточно разговараме со некоја суперинтелигенција, некој безтелесен. Во секоја клетка има метални молекули. Тоа се приемници и предаватели. И всушност затоа со таа голема брзина функционира законот на привлечност што ги имам објаснето во вистината за вечност и во Бог е жив. Значи, истражувањата беа огромни, додека ја издадов Бог е жив и го кажав се она што вечера ви го кажав. 16 години ми треба. Стотици и стотици книги сравни да кажам илјадници. Мора да ги прочитам, да ги поврзам работите, за прво да си докажам сам на себе си, дека на вистина тоа е екзактна наука и дека тоа е вистина, а потоа за да можам да излезам пред вас и толку сигурно да говорам. Што се случува сега? Позади се ова што ви го кажав стои наука. Секој што е паметен човек со 5 притискања на компјутер ќе отвори и ќе види дека се ова што ви го кажав е точно. И што останува после ова? Останува само да ви кажам. До вечерва ве мислев јас да дојдам, да ви кажам нешто многу убаво. Од вечерва мислите ми ја вие.
Јас ви кажам. Би сакал да ви кажам, значи говоря за Александар Македонски, би сакал да ви кажам дека гробницата на Александар Трети Македонски се наоѓа во Македонија. А зошто е тоа така? Бидејќи замислете, Олимпија била царица во тоа време, би дозволила ли една мајка да биде погребан нејзиниот син илјадници километри далеко? Но во тоа време живеел Касандар и него му било дадено правото овде да раководи со некои работи, кој имал омрза према Александар Македонски, према неговите роднини, према целиот негов ген. И Олимпија морала во најголема конспиративност да го донесе телото на Александар и да го погребе овде во Македонија. Во тоа време тргаат два исти саркофага. Едниот оди кон Сива, денешен Кајро, а другиот доаѓа кон Средоземното море, се качува на брод и се носи во Македонија. Во најголема конспирација, сандукот, саркофагот се носи во Горна Македонија, за да не дознае Касандар, и се прави гробницата и се става овде во Македонија, значи Горна Македонија и Република Македонија. 2300 години никој не ја пронашал гробницата на Александар Македонски. Замислете во каква конспирација е да ставени. И некој, значи, ги испратил порака. Предците ни испраќаат пораки кои сега ние ги откриваме. Преку оние докази кои ги наоѓаме. Значи, торзото на Адем пред 8000 години. Од Говрлево, големата мајка од Тумба Маджари, големата мајка од Говрлево исто, печатот од Говрлево на кој пишува с Бога сум, значи само со Бог сум, и многу други артефакти во Македонија. Значи, некој не испратил порака пред 2300 години кои ние сме на право да откриеме. И тоа ќе се случат чуда во Македонија. Од секогаш храбро чекорев по мојата татковина, ја сакав, неколку пати се враќав со мисла дека ќе дојдам во Македонија и тука ќе умрам. Кога од Германија се вратив, значи, ми потече солза на аеродромот во Скопје и реков, ако треба да умрам, ќе умрам во Македонија. Затоа што храбро чекорев по мојата татковина и секогаш го кажувам искрено она што го мислам. За прв пат ќе ви кажам дека гробницата на Александар Трети Македонски оде во Македонија. Таа ќе биде отворена кога ние ќе имаме една национална влада од мнозинство. Тоа ќе се случи наскоро. Зошто го велам ова? Значи, ако го откриеме сега гробницата, саркофагот ќе биде изнесен за да не направиме инцидент со Грција, ќе го земе Европа. А потоа ни реплика нема да добиеме од саркофагот. Многу добро смислено. Ќе се случат чуда кои ќе го променат светот. Во гробницата се наоѓа златната книга во која се сите докази дека Филип и Александар Трети Македонски се македонци и ништо друго. 338 година на 2 август пред раѓање на Исус Христос кај Херонеја, Александар и Филип ја победуваат светата чета на Тепанците и на Атина. Па кого убиваат таму, да ве прашам? Својот народ ли го убиваат таму? И токму и затоа еден американски историчар на насловна страна 92 година, кога грците го ставија ембаргото, им напиша: парадокс во светската историја. За прв пат еден народ го слави поред поробителот. Грците го слават Александар Македонски и Филип, луѓето кои ги убиваа нивните предци. Тоа е исто како кога евреите би го славеле Хитлер. И тоа ги спесна грците. Грците 91 година сака да направат инвазија кога ние самостојуваме на Македонија. За среќа турските генерали им кажа: ако вие влезете во Македонија, тие викаат Ромелија, ако вие влезете во Ромелија, ние ќе ви земеме Кипар и ќе ве нападнеме независно што сме во НАТО. Сега, дури сега како една голема тајна се открива, тој го пишувам во едно од моите дела, веќе јавно се кажа. Значи, тогаш турците се заканија на грците и грците и собраа турците и грците НАТО и им кажа: значи, морате да смирите топката. И тогаш таа одземена енергија на грците резултираше со ембаргото 92.
Истото би се случило сега доколку немаме национална влада. Значи, ние мораме да знаеме што сакаме во животот. Мораме да знаеме дали ја сакаме Македонија, дали го сакаме нашиот народ. И дали сите се сакаме како македонци, браќа и сестри. Јас овде сите ви гледам како македонци 9-2. Независно дали овде има и други етнички припадности. Сите сте исти. Бидејќи секој, како што ви кажав, носи бесмртна душа. Да се допре душата на друго човечко суштество е како да се гази по света земја. Да направиме нешто убаво за нас самите, за следните поколенија, за нашите деца. Крајната цел на човечкиот живот е целосно психофизичко исполнување. Повозвишена цел од тоа е да се осмислува не само својот живот, туку и животот на својот народ, за оние кои ги сакаме, кои ги почитуваме. Зошто да не ви ги открием сите тајни кои ги имам сега? Вам, тоа е себична работа. Токму и затоа ги напишав моите дела. Секој може да го добие она што јас сум го добил. Значи, на сите полиња можеме да бидеме успешни. Она што го прави Дейвид Коперфилд. Значи, можете вие да го правите. На сите полиња. Всушност, секој од нас е Дейвид Коперфилд. Магиониша за својот живот. Кога вашиот живот ќе го смените, тогаш ќе се промени се во вашата околина. Се надевам дека ја свативте пораката. Мора да знаеме што сакаме во животот. Ако знаеме што сакаме, ќе го добиеме тоа. Во универзумот постојат ресурси за се што ќе посакаме. Не постојат ограничувања. Најпрво е најбитно да се сплотиме, да се засакаме како македонци. Затоа што 4 служби имаат толку голем раздор направено на овие простори со илјадници години, само да не разнебите. Зошто ќе прашате? Бидејќи Македонија е најстарата и прва држава формирана во Европа. 814 година пред раѓањето на Исус Христос. Потоа е Рим, а потоа е Атина како град држава. Проверете. Ова се историски факти, не ги измислив јас. Потоа се сите други држави. Тоа е полката на Европа. Зошто само Македонија е спомната во Светото писмо? Затоа што Филаделфиски братучелот на Александар го пишува, значи Стариот завет, а Константин во Марморното море кога ги собира монасите, значи им дава задача да го напишат Новиот завет. И не случајно Македонија е 40 пати спомната во Светото писмо. Зошто? Полуѓе немаше претходно некоја држава посебно. Кај се другите држави? Значи во 16:9 според Лука стои: и насам му се јави македонец на свети апостол Павле и му рече: дојди во Македонија и помогни ми. И тогаш разбравме дека, значи, а во 16:10 стои, значи во следниот пасос, и тогаш разбравме дека самиот Господ не повикал во Македонија да го проповедаме евангелието. Замислете за една држава да се напише дека Господ ги повикува во таа земја. За која друга земја тоа напише? За една и единствено, само за Македонија. Во тоа е стравот. А што се предпоставува според писанијата во некој дела? Значи, предходно знаете, е умрен Александар Македонски. И она што го опишува Павле, вели, се појави убав македонец и го објаснува ликот на Александар Македонски. Значи, се појавува ликот на Александар Македонски, неговата душа, и му вели: дојди во Македонија и помогни ни. И вели: тогаш одлучивме да појдеме во Македонија да го проповедаме таму евангелието. Какви убави работи има за нашата држава? А најбитен е фактот дека ние сме прва и најстара држава во Европа. Тоа треба да го кажеме на светот. Поточно светот го знае и затоа се плаши. Но ние не го знаеме. Но мумина ми се подсмева кога пред 20 години го говорев ова. И ми реков: луѓе, па вие не сте го прочитале Светото писмо, или каде пишува тоа? А прочите од Лука во 16:9 и во 16:10, прочите на 40 места е спомната Македонија, дури Александар Македонски. Че ние не си ја знаеме историјата. Ние не знаеме од каде доаѓаме, зошто сме тука и каде одиме. Тоа е будење
мораме да знаеме што сакаме. Кога знаеме што сакаме, 50% од работата е завршена. Еден монах живеел во еден манастир високо во планината и враќајќи се една вечер стигнал во подножјето кај што имало друг манастир. И му рекле монасите, има многу снег и многу страшна виулица. До твојот манастир не можеш да стигнеш, преспи тука. Тој им рекол, јас веќе сум там, јас знам дека ќе стигнам. Тој тргнал и стигнал. Значи, ограничување не постои. Треба само да го направите првиот чекор и чудата започнуваат да се случуваат во вашиот живот. За се е така. Немојте да бидете заспани во вашиот живот. Еден лав дошол во стадо на овци и одеднаш не можел да верува. Во стадото на овци стоел лав и тој е рипнал одеднаш пред лавот и му рекол, што бараш ти меѓу овците? А тој тресејќи се му рекол, јас сум овца. Он му рекол, не дека не си овца, туку дојди со мене да ти покажам нешто. И го одбел до блиското езерце и му рекол, погледни се. Лавот овца кога се погледнал во езерото, рикнал од страф и срам и никогаш повеќе не се вратил во стадото. Значи, некој ќе живее целиот живот како овца и ќе се умре како овца, не знаејќи дека е лав. Истото тоа можеме да го кажам со една многу убава приказна. Значи, еден индијанец ставил јајца од орел под гнездо и тоа се извело. Орлето, кога се извело, почнало да клука, инстинктот го терало да клука и да прави се она што правеле кокошките. Целиот живот клукало и на крајот од животот погледнало горе на небото една птица и ги прашало кокошките што е ова. Значи, пробувало да подлетне, но никогаш не летнал. Го прашал, што е ова? И тие му рекле, тоа е рајска птица на небото, значи царот на небото. Но нас не ни е местото таму. Нас ни е овде на боништето да клукаме и да бараме храна. Тој умрел, несвесен, дека тој на неговата глава бил неговиот брат од истото гнездо, значи јајцето што се извело. Значи, истото се случува кај нас. Некој ќе се разбуди денес со ова што ви го кажувам. Некој по една година, како што мојата прочитувана Габриела вели по една година прочитала книгата. Значи, некој по 10, а некој никогаш. Учителот доаѓа кога учениците се спремни. Многу имам случаи како Габриела што кажува. Еве тука имам една почитувана моја пријателка. Дојде на Скопје да не израдува. Значи, многу случаи имам. Вели, на професорка ми вели, ми даде, вика, нече книга и ми седи, вика, 2 години скоро. Читам, викам, ајде, овој ниче сега, кај, вика, овие фити, кај може ова, вика, премногу едноставно, вика, ова, може ли стварно да ти се случи, ако ти само мислиш на позитивни работи, ако простиш, викам, па шо ќе изгубам, да пробам ја, пробувам, вика, функционира, пробувам, функционира, вика, ти се јавам да ти кажам, вика, како можеше вакво нешто генијално да направиш? Викам, ја ништо не кажам, таму што го нема, ти се знаеш и сите го знаат, ама ние проблема што не го применуваме, а не сум попаметен од другите и често пати велам. Значи, сите сме исто паметни. Од вас, во оваа сала, луѓе ќе прават многу поголеми работи од мене. Бидејќи јас ова што ви го кажа вечерва, за ова што ви го кажа, значи ми треба истражување и читање толку литература што потроши 30 години. А јас сега сето тоа ви го носам во еден прирачник кој пишува, вели, наноничен метод на законот на вистината. Техника за креирање на позитивна енергија и квалитетен живот за само 7 дена. 30 години потроши за некој да му го дадам ова чвакано и за 7 дена да стави нова програма во неговиот компјутер. Интересно е што не треба да читате, не смеете да читате целата книга. Значи, ја читате редоследно, прв ден среќа, и читате само неколку страни. И потоа ви вели, не читај понатаму, се додека не го примениш законот на вистината за првиот ден. Нема читање понатаму. Ако си маш, примени го. Да. Потоа доаѓа простување. Ако немаш да простиш, живи си во кутивчето, умри таков како што си. Простување само неколку страни. И после простување убаво ти пишува, не читај понатаму, се додека не го примениш законот на вистината за вториот ден. Па, ако си го
дава, умри си тако. Троши го времето за најголемите непријатели, а не го посветува на твоите најмили. Значи, замислете, треба само да прочиташ неколку страни и да го примениш тоа. Одеднаш правиш нова програма. Повторно ќе ви кажам. Некој ќе се пробуди, разбуди вечерно, некој утре, некој по 5 години, некој по 10, некој никогаш. Немојте да бидете заспани како лавот овца и како орелот. Всушност и затоа дојдов од Скопје, значи сум го одбрал овој регион, точно вашиот град, и не жалам што немам следбеници. Колку сте, толку сте. Многу од моите современици не можат да ме разберат. Но доволно се тие што во моментот ќе можат да ме разберат. Значи, за кратко време ќе настане прогресија на она што го носам. Доволни се само 4%. До 4% е домино ефект. После 4% е математичка прогресија. Очекувам оваа година, на крајот на годината, да стане математичка прогресија. Значи, сите кои имале големи успеси, ја примениле таа техника поврзување на истородни мисли кои се причина на создавање на точно одредена последица. И едно маче и куче да ви се роди во дворот. Ако го оставите безимено, тоа не постои. Значи, му давате име. Токму затоа, овој метод најпрво го нареков нанодиенетика, но кога книгата излезе првата во Америка, се нарече наномичен метод. И што останува после ово? Останува само да ви кажам. До вечерно ве мислев и јас да дојдам, да ви кажам нешто многу убаво. Од вечерва мислите ми ја вие. Јас ви кажам,